Јас го разбирам разбирам апатичноста и разочараноста на луѓето од двете партии, но во оваа ситуација станува збор за инокосен орган, значи за личносен пристап, не за партиски. Еве, според моје лично гледање, Силјановска не е ВМРО-вски кандидат. Да беше типичен ВМРО-вски кандидат, како Ѓорчев или, ќе освоја максимум 200.000 гласови. Значи, Силјановска влече од неопределените. 100-120.000 според моја паушална проценка, таа има донесено врз основа на незиниот кредибилитет, личност, углед и слично. Значи, предвремени парламентарни, да бевме демократска развиена држава, до сега ќе имаше после неуспешниот референдум. Но гледаме дека власта нема слух за тоа и сулудо е да се надеваме дека Заев ќе распише предвремени, знаејќи дека нив им се случува пасокизација. Значи, теоретски, тоа е моја теза уште од шарена револуција, дека со неинвентивноста на владење, тие им се случува пасокизација. На 2 избори тие ќе бидат прегазени. И првиот дел од мојата теза е веќе остварена. Вие немате во историја на Македонија вакво фијаско за 2 години. Да изгубите 200.000 електорат за 2 години. И тоа не само 200.000 СДСМ, приклучете им ги и надуи гласовите. Значи, тука имате тотално фијаско на владеачката коалиција. Па не се они будали да одат на предвремени избори и затоа ќе нема предвремени избори. Они ќе возат, ќе глумат демократи на есен, па напроле и ќе си го истераат цел мандат со цел да направат нешто со помош на нивните западни пријатели, пропаганда, купени новинари, фабрики и така натаму, за да се вратат. Значи, не верувајте на данајците, како викаат, дури и кога дарови ви даваат. Значи, тие ќе возат со тезата за предвремени, но и да има, тие се ќе направат да има цензус, бидејќи дури и мојата теорија е дека бидејќи ќе биде густо тука некаде околу цензусот, дека тие имаат одврзани раце од нивните западни империјални господари, дури и да полнат кутии само за да дое до цензус. Разбират? Во смисла како тоа гласањето. Не верувате во фер беспрекорни избори, мислите дека можно и вакво? На 2 секунди да се гласа, што е светски рекорд, и обвинителство мува не го лази, ни по допрен глас, ни по докази да ги викнете. Тоа е кривична одговорност. Избирачкиот одбор е кривично одговорен. 10 ден веќе денеска нема никаков глас. Значи, тие секе им се прогледа само да дојде до цензус, бидејќи не одговара ни на Европската унија повторна криза во Македонија. И сега, кога ги имате сите овие пазли од мозаикот, треба да сте будали, да влезете, да сте во нивното сценарио. Значи, нивното сценарио е секако дека тие нема да одат на предвремени избори. Практично бојкотот ним им одговара. Да, бојкотот ним им одговара затоа што им остава простор за фалсификати, сега им одговара и затоа што или пак на сценарио со Џафери кој што го спомнавте. Да, или на тоа сценарио, така што не верувам дека тие отворено ќе одат на бојкот, ќе остават да видат како ќе тече работата и во последните сати ќе се полнат кутиите ако е критично, но статистиката говори дека не е точна тезата дека вториот круг е секогаш помала излезност од првиот. Напротив, обратна е логиката и гледајќи ги статистиките, вториот круг, бидејќи граѓаните го сметат за решавачки, значи за, како да кажам, за пенали, за 90 минута, секогаш е излезноста поголема. Значи, затоа 41 што се постигна на прв, очекувам дека ќе биде не многу драстично голема, но дека ќе има цензус.